Ви благодарам, председателе. Мене ме инспирираше тоа што го кажа пратеникот Ќоку и мислам дека е вредно да се напомене на оваа комисија, а всушност и пред самото тоа да го кажам, представникот од комисијата всушност и незнајно се надоврза на ова што ќе го кажам, а тоа е дека пратеникот Ќоку посочи на тоа дека дискриминацијата може би да се интерпретира и како причина повеќе од економските и финансиските прилики на луѓето за иселување или неверување во институциите, но мислам дека многу долго во овој дом не се зборувало дека социјалниот статус, ако тргнеме дури и од самото физичко тело на човекот, во медицината се вели дека и физичките и менталните болести се поприсутни и поопасни во ниските социјални стратуми. Така и со дискриминацијата. Всушност, социјалниот статус сам по себе економската нееднаквост се дискриминација. Значи, се амплифицира со социјалниот статус. Ако зборуваме за мизогинија, јас ве уверувам дека мизогинијата е многу поприсутна и поопасна во ниските стратуми на општеството. Ако говориме за дискриминација на работно место, па тука уште посигурен сум дека социјалниот стратум ја определува големината и интензитетот на дискриминацијата. Би сакал да кажам дека во ова собрание се говори за се говори за етнички интереси, за етникуми, дали пријавувале или не пријавувале, а никогаш не се збори за класата, затоа што обично представниците на политичките партии доаѓаат од една друга класа, од која не доаѓаат повеќето наши граѓани, едноставно не може да се поистоветат со овој феномен кој е навистина реален, а посебно мислам дека е време веќе да се зборува токму во овие комисии, како што рече пратеничката, апсолутно треба да се тргнат политичките интереси за оваа комисија, етничките интереси, но јас би ги повикал пратениците да ги тргнат и своите класни интереси на страна која се зборува за човекови права, затоа што едноставно се амплифицира преку социјалниот статус. Затоа, ако има некој страф, немаат страф албанците, имаат сиромашните. Може би сиромашните албанци не поднесуваат. Јас реков дека има етничка концентрација и дека им треба поголема промоција на инструментите за заштитата на човековите права, но токму тоа финансиските спреги, социјалниот статус, стравот, затоа што едноставно знаеме во Македонија дека парите сите порти ги отвараат, а недостатокот на пари сите порти ги затвараат. Едноставно дека сиромашните се обесхрабрени, сиромашните се исплашени да ги поднесуваат овие представки и додат до крај, затоа што довербата во институциите е таква како што е, баш заради овие две причини. Прво, финансиските спреги, а второ, социјалниот статус, нели, затоа што социјалниот статус одредува дали можеме некој да му звониме и да побараме услуга од него. Но, за самиот крај, јас би дал некој коментар кој не мора, мислам, да биде сватен. Јас би сакал да видам во иднина, може би комисијата да најде начин и да направи социјално мапирање на демографските групи. Мислам, ако е тоа возможно, сепак зборувам како лаик, ама мислам дека многу потребно би ни било тоа, всушност да видиме каква е социјалната структура на овие луѓе кои поднесуваат представки, а вака интуитивно мислам дека ќе ни покаже нешто што е многу обесхрабрувачки, ќе ни покаже дека најголемиот дел од нашето население, иако се наоѓа во еден социјален стратум, представките најверојатно доаѓаат од друг социјален стратум. Така, ви благодарам.